Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Германските експерти пристигнаа, ќе помогнат во утврдување на причините за пожарот. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во Нераште посети семејство на жртва во пожарот во модуларната болница во Тетово. Одговорност за трагедијата мора да има реакција на иницијативата за подобро Тетово. Германскиот тим експерти се приклучи во истрагата за пожарот во модуларната болница во Тетово. Денес форензичарите беа на терен и на местото на опожарениот објект. Тие треба да им помогнат на македонските истражители во наоѓањето на причините за пожарот. Експертскиот тим од Федералната криминалистичка полиција на Германија денес беше на увид на местото на опожарениот објект на модуларната болница во Тетово и заедно со кримтехничарите на МВР како поддршка на основното јавно обвинителство ќе работат при истрагата за утврдување на причините за пожарот. Како што информира од владата, тимот е составен од двајца кримтехничари форензичари за истрага на пожар и двајца се кримтехничари форензичари за ласерско мерење и фотографирање на просторот. Во пожарот кој се случи на 8 септември загинаа 14 лица. 12 пациенти кои се лекувале во објектот беа спасени и префрлени во другите ковид оделенија, а сега неголемиот дел од нив се веќе пуштени дома. Во меѓувреме состојбата со пандемијата се смирува, но се уште има смртни случаи. Имаме уште 4 хоспитализирани од преживеаните од несреќниот настан. Се грижиме за нив, во добра стабилна состојба се, другите се сите пуштени дома. Во моментот имаме 36 вкупно хоспитализирани, значи значително е намалена бројката. Меѓутоа, на жалост, во ова деноноќе имаме 3 жртви. Се надеваме дека уште повеќе ќе паѓа бројот и до крај на другата недела ќе немаме више хоспитализирани. Амбулански прегледи и тие се значително намалени. Вчера имавме 43 пациенти, 43 контроли, приеми имавме 2, исписи 1. Така, вакцинирани имаме со 1 доза 4 хоспитализирани, додека со 2 дози имаме 6 хоспитализирани. Сите се во стабилна состојба. Инаку деновиве ковид статистиката за Тетовскиот регион покажува повеќе оздравени пациенти од новозаразени лица. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски денеска беше во Нераште, каде што посети семејство на жртва во пожарот во модуларната болница во Тетово. Тој во изјава за медиумите рече дека кривична одговорност за настанот мора да има. Денеска сум овде во Тетовско, бев претходно заедно со сопратеникот Александар Велјановски во Нераште, да изразиме сочувство и да поразговараме со луѓето кои што беа сведоци практично на оној немил настан кој што се случи овдека во модуларната болница, на оној пожар кој што однеси 14 човечки животи. Бевме во семејството на една од тие жртви. Луѓето се уште го преживуваат тој хорор кој што се случи тој ден. Разговарав со двајцата синови на мајката која што е жртва на тие настани. Дел од тоа што го преживеа пренесоа и навистина можам да изразам големо жалење затоа што тоа кое што го слушнав е навистина траурно и трагично и болно. Она кое што ние како ВМРО ДПМН можеме да го ветиме и да се врземе и јас како човек е дека оваа работа порано или подоцна ќе истуркаме до крај. И виновниците мора за ова да сносат одговорност. Без разлика дали е таа функционална или морална. Во Македонија се случуваат пречесто пожари, пречесто се случуваат порази, кои што сега чинат човечки животи. Ако не се понесе одговорност, ако нема веднаш оставки, барем од тие кои што се надлежни и ресорни во овој случај, а тоа е министерот за здравство, ако немаме независна истрага, ако немаме истрага која што ќе даде одговор на многу прашања, кои што јавно ги поставив, а тоа е како може објектот да нема противпожарна заштита, како може да нема
давачи кои што ќе го мерат количеството на кислород во една просторија. Како може да нема дозвола за употреба, а објектот да биде во употреба? И уште многу прашања кои што ги поставив, а за кои што за жал се уште нема одговори. Затоа апелирам за малку совест, за малку морално ниво, тие кои што се најодговорни да понесат веднаш одговорност за да не ни се повтори ова, а потоа преку една независна истрага, темелна истрага, да ги констатираме вистинските виновници кои што ќе понесат и институционална одговорност. Од иницијативата за подобро Тетово реагираа на моменталната ситуација со како што велат непреземањето одговорност за трагедијата која што се случи во модуларната болница во Тетово. Тие порачаа дека граѓаните на Тетово ќе се борат за користење здравствени услуги во установа со соодветни услови и стандарди. Почитувани сограѓани, почитувани медиуми. Денес сме тука пред местото на трагичниот настан. Денес е 8-миот ден од трагичниот настан во која 14 пациенти и нивни блиски ги изгубија животите и се уште нема никакво конкретно превземање на одговорноста за тоа. Единствена дебата која се развиваше и се уште се развива се однесува на прифаќањето или неприфаќањето на оставките. Ова представува намерно тактизирање со цел релативизирање на состојбата преку која се обидуваат да ја избегнат одговорноста. Ова што се случи во Тетово е само врвот на ајсбергот и е доказ на криминалот, кој е вкоренет во државните структури. Ова болница со години наназад е во мизерни услови, со нечовечки услови, со хигиена и безбедност вон сите стандарди. И сето ова последица на заложништвото од страна на политичките партии. Самиот факт меѓу жртвите има и членови на семејствата кои биле приморани да се грижаат за нивните блиски. Представува уште еден криминален чин за кој обвинителството треба да бара кривична одговорност од раководството на болницата. Со ова треба да се стави крај на раководството на Тетовската болница од страна на партиски кадри, бидејќи партизираното здравство ќе продолжи да создава трагични настани како овој настан. Нажалост, правдата во оваа држава многу пати не е задоволена поради притисок, корупција и заканите. Нашето барање за одговорност за 14 жртви во никој случај не треба да се смета како политизација на трагедијата. Истрагите треба да се спроведат без да се поштеди било кој и без разлика на нивната држава или политичка позиција. Нула толеранција за култура на неказнивост. Доста е, бидејќи злобата зеде преголем замав. Воспротивно, реакцијата на тетовчани ќе биде многу остра. Да го направиме Тетово град со безбедна и функционална болница за сите. 4 средни училишта во Гостивар подготвено ги очекуваат учениците кои по 2,5 недели онлайн настава од понеделник се враќаат во училишните клупи. Надлежните за образование од општинскиот сектор ја оценуваат состојбата со коронавирусот во основните училишта како стабилна. По 2,5 недели учење на далечина, средношколците од гостиварските училишта во понеделник ќе седнат во училишните клупи. Наставата и за нив ќе продолжи со физичко присуство согласно одлуката на владата. Пандемијата наметна работа на училиштата под посебни протоколи, со зголемени мерки за заштита од ширење на коронавирусот. Од општинскиот сектор за образование велат дека средните училишта се подготвени да ги спроведуваат и безбедно да одржуваат настава во училниците. Ја мислам дека од 1 септември сите училишта веќе се спремни, подготвени со дезинфекција на сите училишта, со нови услови што ги имат и мислам да ги дочекаме децата спремни. Основците одат на училиште од 1 септември. Досега има десетина случаи на позитивни наставници и ученици и надлежните ја оценуваат состојбата во основните училишта како стабилна. Во основните мислам дека е стабилна, продолжува да е стабилна, иако како ве извести дека имаме некои случаи, но не е толку голем бројот, така што продолжува да е стабилна ситуацијата во основните училишта. Во градинките, според сознанијата денеска, имаме една учителка и една негователка што се позитивни и 3 вработени што се на изолација. Последниот став од Министерството за образование е дека засега нема показатели да се менува моделот на настава и учениците ќе учат во училиштата,
се додека не се добијат поинакви препораки и насоки од Комисијата за заразни болести. Француската алијанса во Тетово функционира веќе 20 години. Новиот директор ги соопшти можностите кои алијансата ги нуди, како и настаните кои се предвидени да се реализираат во блиска иднина. Moi je suis nouveau, mais vous le savez, l'Alliance française, elle est Француската алијанса постои веќе 20 години. Соработуваме со многу локални институции и организации. Се работи за непрофитабилно здружение регулирано со локалните закони. Соработуваме активно и со француската амбасада во Скопје, а инаку алијансата е меѓу единствените центри на француски јазик во Полошкиот регион. Целта е промовирање и ширење на францускиот јазик и културите на франкофонијата во Тетово и околината, но и промовирање на локалните култури, главно албанската и македонската, во духот на меѓукултурните средби и размени. Алијансата овозможува следење на часови по француски јазик, но освен курсевите, се организираат и детски и тинејџерски работилници. Следни активности кои се планирани се продолжување на часовите за деца и возрастни на 4 октомври, потоа на 8 октомври закажана е забава за почеток на годината, на 19 е планирана кинопроекција на филм, а на 3 ноември ќе се одржи настан од Мојата мала среда, бидејќи во среда во Франција децата се ослободени од училиште, па таа практика ќе се пренесе и овде како интересна активност. Просторот на алијансата е обезбеден со различни реквизити, соодветни бироа, простор за опуштање, кафетерија, мултимедијални активности и едукативни ресурси. Алијансата во соработка со други институции и здруженија креираше и брошура за Шарпланина и планинарската традиција во овој регион. Француската алијанса е здружение кое ги брани човечките вредности на толеранцијата, почита и братството, кои што се специфични за Франција, во срцето на еден богат град со различни етникуми, култури и религии. Il y a plein de logos. Il y avait l'Alliance française, il y avait la mairie de Tetovo. Од 17 до 23 септември за прв пат во духовно-културниот центар Кирил Пејчиновиќ при манастирскиот комплекс во Лешок ќе се одржи првото издание на Лешочкиот камерен музички фестивал. Своје учество ќе имаат музички уметници од Полошкиот регион и од соседните земји. Од 17 до 23 септември, за прв пат во духовно-културниот центар Кирил Пејчиновиќ при манастирскиот комплекс во Лешок ќе се одржи првото издание на Лешочкиот камерен музички фестивал. Целта на фестивалот е зближување преку уметноста, односно приближување на различните култури преку универзалниот јазик музиката. Иницијатори за реализирање на фестивалот во Лешок е уметничкиот раководител Маја Шутевска-Кировска и нејзиниот сопруг Љубиша Кировски. Сакала да кажам дека оваа идеја кај мене и мојот сопруг Љубиша тлееше долги години, а бевме инспирирани од нашите многобројни концерти кои како дуо сме ги одржувале во странство, токму на вакви необични и атрактивни локалитети кои се од особено културно-историско значење за една земја. Тоа имало многу фестивали, сме свирале во Италија, во Швајцарија, во скандинавските земји. Бидејќи Љубиша потекнува од Полошкиот регион, идејата ни беше да се заживее концертниот живот во овој дел од Македонија. Лешок и Лешочкиот манастир се културно обележје. Во овој регион, тука е и прекрасната сала, духовно-културен центар Кирил Пејчиновиќ, која е изградена по иницијатива на професор доктор Ивица Зориќ и во која се наоѓа клавирот на доајенот Тодор Скаловски Тетоец. На првото издание на Лешочкиот камерен музички фестивал ќе настапат уметници од Полошкиот регион, а ќе има и гостување на уметници од соседните земји. На отварањето, кое е на 17.9, ќе настапи Љубиша Кировски со соло концерт, виолина и виола. Веќе на 18 имаме едно гостување, 18.9.2021. Тоа ќе биде Миодраг Богиќ виолина и Бисер Камаровиќ пијано од Република Србија. А на затварањето во на 23.9 ќе настапи пијано триото Шкелзен Бафтијари пијано, Лида Алију виолина и Еми Саки виолончел. Фестивалот е финансиски поддржан од Министерството за култура. Сите концерти пак ќе започнат во 18 часот и ќе се одржуваат согласно протоколите за заштита од COVID-19. Приведен 58-годишник од Тетово поради фалсификување на пари. Полицијата регистрирала и неколку физички напади. Следуваат деталите.
Во 12 часот и 10 минути по полноќ во СВР Тетово, 46-годишникот Тетово пријавил дека пред неговиот авто пирална во Тетово, неговиот малолетен син бил физички нападнат од 3 малолетни лица од Тетовска Голема Речица и 2 малолетници од Тетово. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 19 часот и 10 минути во СВР Тетово, 35-годишникот Тетово пријавил дека околу 12 часот во двор на основно училиште во Тетово, неговиот малолетен син бил физички нападнат од неколку малолетници од истото училиште. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Во 1 часот и 20 минути по полноќ на улица ЈНА во Гостивар, полициски службеници од полициската станица Гостивар привеле 28-годишник и 26-годишник двајцата од Гостивар, затоа што во 12 часот и 50 минути во казино во Гостивар физички нападнале 20-годишник од Гостивар. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, пошто ќе следи соодветен поднесок. Вчера во 22 часот и 10 минути на улица Јане Сандански во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 58-годишникот Тетово поради сомнение за сторено кривично дело фалсификување на пари. Завчера пак околу 22 часот во маркет на улица Јане Сандански во Тетово. Тој пуштил во оптек фалсификувана банкнота од 100 евра, за чија исправност вработен се посомневал и пријавил во полициска станица. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. Пријатно!